Добар ден и за верниот исток, но и сите оние кои што од сите краишта на нашата мила мајка Македонија ни се придружија денеска ова неделно после пладне. Добар ден за достоинствена, горда и пркосна Македонија и добре ни дојдовте. Ми велат, никогаш не треба лидерот и председателот, неговите следбеници и следбениците на идејата да го видат на колена. Но јас имам еден одговор на тоа. Ако председателот и лидерот не клекне пред луѓето кои што ја следат каузата и идејата за Република Македонија и за независна Република Македонија, тогаш не ја заслужува нивната доверба. Се поклонувам на сите да сте ми жави и живи и да победиме што е можно побрзо. Браќа и сестри, трнлив бил патот на Македонија низ историјата. Секогаш исправана пред предизвици, неправди и апсурди. Стојам пред вас како пријател и стојам пред вас како ваш сонародник, човек загрижен за истите работи за кои што и вие сте загрижени. И како пријатели и сонародници, не смееме да имаме тајни меѓу себе, туку отворени срца и добри намери, за заедно да им погледаме на проблемите во очи. Затоа што поприлично ни се насобраа во нашата држава во последнава година и половина. Но пред да продолжам, дозволете да истакнам дека за мене представува огромна чест што сум денес овде, во градот Штип, во чија близина се родиле, престојувале и дејствувале едни од најголемите синови на македонскиот народ. Голема почит кон Делчев, голема почит кон Груев, Александров, генералот Михајло Апостолски, Ацо Шопов, првиот премиер на независна Македонија академикот Клюсев, првиот министер за внатрешни работи Мијалков, првиот председател на независна Македонија Глигоров и многу други. Нема многу места што можат да се пофалат со вакви дејци. И јас ја користам оваа прилика да ми ја оддадам мојата најдлабока почит. Ви благодарам за се што сторивте за нашата татковина. Иако скромноста не ми дозволува да мерам било што со големината на нивното дело, одлучноста што денес ја гледам во вашите лица ми дава надеж дека во најмала рака можеме да бидеме нивни достојни наследници и ништо повеќе и ништо помалку. Да бидеме нивни достојни наследници. А како ќе бидеме, почитувани мои? Ќе бидеме единствено доколку се бориме за Македонија со чиста мисла, со срце и со мудрост. Ќе беше белким полесно и за Клюсев и Глигоров, доколку се согласеа на се што бараше нашиот јужен сосед во 90-тите. Но тие тоа не го направија. А не го направија затоа што не дозволија да ја видат сопствената држава понижена, омаловажена и урнисана. Денес имаме политичар кој тоа го прави и не се срами што тоа го прави. Го имаме Зоран Заев и неговата владина свита. Човек
и луѓе кои немаат никаков проблем да зборуваат колку го почитувале минатото, додека мртви ладни на дело, формираат комисија која ќе ни ја ревидира историјата како обврска која тие си ја превземале во името на сите нас, иако никој не им го дал тоа право. И уште поважно, спроведуваат одредба од договор што Заев и Димитров сами си го подпиша и најважно од се, спроведуваат одредба од договор кој што воопшто во овој момент не е на сила само да му се допатнат на Ципрас и Коцијас. Ништо повеќе и ништо помалку. Кога ќе ги прашаат зошто го правите се во ова, изговорот им е дека историјата мора да се потчини на политиката, како влог за подобро утре. Некако ми се чини дека ова подобро утре на Заев и СДСМ бара премногу влогови, затоа што не им е прв пат. Прво ни го вложија името современата референца, па го вложија државното знаме, па дојде на ред новата територијална поделба, па сега од нас бараат да вложиме се што ни преостана и што недвојбено полагаме на тоа суверено право. Уставот, идентитетот, името, нашите сонародници од соседните држави. Влогот е се поголем и поголем, а тоа нивно подобро утре никако нема да дојде. Брутална лага, дрскост и ароганција. Но, драги мои пријатели, посе изгледа дека не е до големината на влогот и жртвата која постојано СДСМ бара да ја направиме, туку е до неспособноста на луѓето кои ја водат оваа партија и во моментов за жал ја водат и нашата татковина. И тоа не ме чуди. Кога пак било поинаку со нив? Кога било поинаку? Но единствено што ме чуди, морам да бидам искрен, е одлучноста со која по не знам кој пат СДСМ итаком бездната и не повикува сите нас на скок во неа заедно со нив. Тоа задоволство нема да им го дозволиме. Имаме право на борба до последен здив. Не можам а да не го споделам впечатокот дека секогаш кога СДСМ ја има власта, Македонија ја има се помалку, без некој атрибут, без некое право, без некоја гордост. По кој знае кој пат една безмалку иста група на отуѓени луѓе, кои веројатно себе си се доживуваат како посебни, а сите други, како далеку под нив, успеваат со непристојни додворувања и ставајќи ја како влог сопствената држава и нација, не баре на татко им, да се изборат за позиција, да се дофатат по било која цена до власт, за да продолжат непречено да уживаат во своите привилегии, кои тие ги сметаат за наследени. Не барам да ми верувате. Не барам да ми верувате на зборот, барам да погледнете околу вас. За само година и пол на власт, арогантно и експлоататорски, разграбаа се што можеа. Тендери, бизниси, договори во 4 очи, илијадници милиони ваши пари, евра завршуваат безмилосно во нивните джебови. А на нас ни оставија, на народот му оставија да ја плати цената за нивната алчност. Во вид на платформи и договори кои се надвор од устав, закон и народна волја. И браќа и сестри, тука е клучот на сета ова несреќна збрка. Под плаштот на европската иднина на државата се спроведува плячката на векот.
се злоупотребува силната желба на македонскиот народ и сите наши сограѓани за европски стандарди, вистински просперитет, стабилност и сигурност на државата, за да се истера агенда која е против сите наши државни и национални интереси. СДСМ мисли дека ако дадат се, ќе им биде дадено се. Но тој исти трик го имаат употребено многу пати досега и нема да дозволиме да им помине уште еднаш. Илузијата која мисла дека успешно ни ја продаваат, како и во многу наврати во минатото, силно ќе им се удри еден ден од глава. Никој не сака криминалци и лажговци. Никој не толерира такво поведение, а најмалку сојузите каде што се спремиме. Почитувани браќа и сестри, ве повикувам да бидете внимателни, ве повикувам да бидете предпазливи кон се што кажуваат и во се што сакаат да поверуваме. Сакаат да поверуваме во една лага, која ја наметнуваат преку нивните брутални и едногласни кампањи, преку напад на сите сетила. Без исклучок, во првите 20 минути се посветени само и исклучиво на една тема: како да се излезе и подржи договорот, еднолично и манипулативно. Нема простор за спротиставено мислење, за да нема црв на сомнеш, затоа што тие сакаат вие да поверувате во една лага, кои тие ја сервисираат како единствена вистина, а зад која се крие нашето обезличување како народ и како држава. Погледнете ги само нивните скапи спотови. Има инсерти од АСНОМ, антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија. Запаметете, ослободување на Македонија, не на Северна Македонија, како што предвидува овој договор кој го нудат. АСНОМ е се, само не е тоа што ние денеска го имаме на маса, кој што представува капитулантско дело на СДСМ и Зоран Заев, така наречен договор. Има инсерти од фудбалската репрезентација на Македонија, која тие сакаат да ја преименуваат во репрезентација на Северна Македонија. Ама тоа не го кажуваат во спотовите. Тоа не можете да го видите во спотовите. Но затоа пак во спотовите ќе ви ветат: ако влеземе во ЕУ, ќе имаме бесплатно здравство, ќе имаме бесплатно образование. Замислете, владата која што има полна уста ЕУ и НАТО, ви вели: наместо кога ќе влеземе, ќе изградиме најсовремена болница, каде што ќе ги имате истите услови како и граѓаните на Европска унија, она ве брка од сопствената татковина и ве вели: таму имате бесплатно здравство. Наместо да рече, кога ќе бидеме дел од Европската унија, ќе изградиме најсовремен универзитет во Македонија, кој што ќе биде во првите 100 според Шангајската листа, па да можат генерациите да го добијат истото знаење како нивните врсници во Европската унија. Она им вика: бегајте, одете во Европската унија, таму ќе биде бесплатно вашето образование. Комплетно аутистичен, недржавнички, недомакински и анационален пристап за сите оние кои што ова го прокламираат на ТВ кампањата. Каква замена на тези, каква погрешна замена на тези ни сервираат овие луѓе. Во ТВ спотовите ќе го споменат ВМРО ДПМН. Ќе го споменат ВМРО ДПМН и ќе ме споменат мене. Па не ли ВМРО ДПМН на колена? Не е важно, можете вие све самите да направите. Нели Христијан Мицкоски немал рейтинг, не го сакале. Статистичка грешка сум бил. Што ќе ви е ВМРО ДПМН и Христијан Мицкоски? Терајте. Ама пустото не било така. И ВМРО е големо, и Македонија е голема. И престанете тие 4 букви да ги ставате во поганиот ваш речник.
besramno ke lažat, ke klevetat, ke izmisluvat, ke velat deka sum bil na ovoj, na onoj, sum bil s ovje, sum bil s onije. Ne beluje, ja sum so Makedonija i Makedoncite i građanite na ova tatkovina moja. Ova je bitkata na našata generacija. Ova je bitkata za ekonomski bogata i prosperitetna država. Istorija take svedoči koji bil na pravilnata, a koji na pogrešnata strana. Ja znam, koga ke čekori me po ulicite, koji ke čekori so gordo krenata glava, a koji od sram kja vedne dole. Toj ima ime i prezime i sledbenici Zoran Zaev i SDSM. Luge, brakja, sograđani, stojam ovdje pred vas i možem da vi kažem deka Makedonija je v opasnost. I to je opasnost koja dođe od naletot na neznanjeto, nesposobnosta i kriminogenosta na vrhuškata na vlast. Saka da poverujete vo nivnite šareni lagi. Ako dogovor bil toliko dobar i toliko prihvateno narodot, nemaše na Zaev da mu treba toj vetar vo grb, koji toj go predstavuva kako innina, a za državata znači provalija. Jas imam eden život i ne mi je svejedno na što sam go posvetil. Se rodiv, rabotam i sakam da go završam moj život kako hristijan Makedonec od Makedonija. Zato što to bile mojite roditelji, mojite predci, to se mojite deca i to sakam da bidat mojite vnuci. Počituvani so građani, srdno, silno i grčevito se bora da ne se zbori za dogovorot. I zato izbjega od debata. Čovjek od koji se kolneše i baraše debati. Veli, sam sakal da mu kažem što mislim za abstinencijata. Eveke mu odgovoram. Prihvati Zorane Zaev, debata, ja si ti, bez medijumska ta armadila pozadi tebe iz kapo platenite sovjetnici. Ja si ti oči v oči, na bilo koja televizija. Ti vetuvam, na kraj od ta debata, ke ti kažem što mislim za abstinencijata. No prethodno, ke mora da odgovoriš za navedenata kičma, za gubenjeto na identitetot, za odzemenoto dostoinstvo na narodot, za namestenite tenderi, za kriminal od koji što go praviš na dnevno nivo, za site lagi, neispolneti vetuvanja i nacionalni porazi, ke treba da odgovoriš za sve što i go praviš na Makedonija ovije godina i polovina. Ti i ta svitata okolo tebe. Ja si ti oči v oči. Poštovani so građani, nema večno obviniteljstvo to da bive nemo na kriminalot, a sudovite da rabotat pod pritisok. Ke dojde den, ke se postavi prašanje to za odgovornost i za to kako srede centar na grad, sam si kažuva i potiknuva na potkup i vrši pritisok na firmi samo za da luje to izleza da glasat na referendumot. Isto to go pravi godini nanazad na izbori, da li bile parlamentarni ili lokalni izbori. Pa ne li je to nečesen odnos i podcenuvanje i omalovažuvanje na sopstveni od narod? Ova li se, gospodine Zoran Zaev,
тие европски вредности со кои ти е полна устата на полупразните площади ширум Република Македонија. Дали тоа се тие европски вредности кои што граѓаните сакаат да ги слушнат? Не, тоа е само омаловажување и понижување на сопствениот народ и криминал, затоа што поттикнуваш подкуп и ќе дојде денот кога секој ќе одговара и пред обвинителството и пред судовите. Ветувања, почитувани сограѓани, не остварува, ама барем остана верен на своите клептомански пориви. Типично за Заев, човекот кој шибицарски пред камера бараше подкуп од 200.000 евра. Предходно го амнестираа за криминал 8,5 милиони евра. Тежок сомне за криминал. Сега поттикнува подкуп среде крива паланка. Ништо не треба да не чуди. Тоа е тој пусти Заев, кој за тие пари е подготвен да продаде се, само фотелјата не. А обвинителството молчи и продолжува да молчи како ништо да не се случува во државава. Како да има надвор бајка, медиумите 20 минути зборуваат за убавиот сон на Зоран Заев, додека масовна плячка се случува ширум Македонија. Масовна плячка и криминал. И кога вака ќе се притиснат од скандали, нормално светлото ќе го свртат кон ВМРО. Па утрото ќе има објави дека ВМРО ДПМН тивко го гушнало бојкотот или абстиненцијата. И на истите места вечерта ќе објава дека ВМРО не ја поддржува абстиненцијата. Тука е и таа изнасилена кампања во која ќе најдат некој кои задолжително ќе го представат како дел од раководните структури на партијата. Или па ако не е тоа, ќе биде некој роднина на роднината, роднина член на ВМРО ДПМН, кој ќе говори дека морало да се гласа. Ама на овие истиве места нема да слушнете ниту збор за тие се погласни превирања во СДСМ, како поранешниот нивен председател Црвенковски призна дека не ги бива и не даваат резултати, како крила во СДСМ единствено апсат за функции елиминираат конкуренција, ама не и за сторен криминал, бидејќи криминалот е широко метастазиран во нивните највисоки кругови. Ке креираат квази тема со бомбастичен наслов, ставот на ВМРО ДПМН за референдумот факт или фикција, и ке зборуваат за нешто што не може да биде појасно. Па ќе речат ВМРО нема став за референдумот. Добро, ако нема став, нека го кажат планот Б и така натаму ќе продолжат со нарачаната програма. Почитувани сограѓани, прво, еве за нив, не за вас, зашто знам дека на вас се ви е јасно. За нив ќе повторам уште еднаш. Наједноставно што можам. ВМРО ДПМН, почитувајќи ги своите вредности на индивидуална слобода и демократско поведение, одлучи да остави на граѓаните на оваа држава да постапат на 30 септември по своја слободна волја и убедување. Тоа значи дека ние нема да наметнуваме партиска агенда, туку ќе учествуваме во дебата исклучиво презентирајќи факти и аргументи кои сме длабоко убедени дека се на нашата страна. Ова ќе го Ова ќе го направиме затоа што сметаме дека за национално прашање, како што е менување на името на државата, мора да одлучува нацијата. Улогата на партиите во овој случај е да му ги објаснат на народот фактите и последиците, добрите и лошите страни. Во тој процес партиите имаат должност да ги презентираат фактите такви какви што се и имаат уште поголема обврска
da ne spinуваат вакви суштински прашања. Зашто луѓето мора да знаат, македонската нација мора да знае и сите нејзини составни делови, не само македонците, мора да знаат какви последици повлекува овој договор сите оние кои што се наши сограѓани и соседи во нашата татковина Република Македонија. Овој референдум, почитувани, иако намерно збунувачки срочен, не е изјаснување дали сакаме во ЕУ и НАТО, туку и референдум за тоа дали прифаќате да се промени името на земјата и дали ги прифаќате последиците што произлегуваат од ефективниот договор кој што го потпиша СДСМ и Зоран Заев со нашиот јужен сосед. Тоа е овој референдум. Мора да знаете дека не гласате за европски вредности, затоа што ова е референдум на кој се одлучува дали го прифаќате или не го прифаќате договорот од Нивици и ништо друго. Гласањето за нема да го промени фактот дека Зоран Заев и следниот ден ќе дели тендери по роднински клуч. Кочо Ангјушев и понатаму ќе удира по новинари со фломастери. Нивните градоначалници ќе продолжат да ги шпионираат своите соседи и сограѓани, ќе шверцуваат цигари, ќе тепаат жени или што уште не се подготвени да направат за таа пуста власт. Наместо кампања која ја брани нивната одлука да го потпишат овој капитулантски договор, од СДСМ ние добивме кампања која не убедува колку ќе биде убаво кога ќе се приклучиме на Европската Унија. Не убедуваат во нешто што за сите нас е познат факт. Не убедуваат во нешто во што ние одамна сме убедени. Стотици илјадници милиони ваши пари, евра, се фрлени во ветар за да ве убедат во нешто во што самите верувате. Јас ги повикувам, ја користам оваа прилика од градот Херој, од Штип, да излезат и да го бранат тоа што го потпишаа во Нивици, да дебатираат и да ги кажат фактите онака како што ние отворено, честно и демократски ги кажуваме нашите, за да може секој еден граѓанин да ги чуе. Милионските кампањи кои говорат за бесплатно здравство, што ќе го добиеме низ цела Европа, кое што е патем лага, не се одговор на прашањето зошто ние во договорот сме втората страна, а не сме Република Македонија. За среќа, почитувани сограѓани, историјата е наука и не подлежи на слободните интерпретации и медиумски спинови на Заев. Па сигурно Винина ќе се врати да не истражува и нас и нив. И нашите и нивните зборови и дела и ќе ги гледа фактите. Еден ден сите ние ќе бидеме нечија историја, на нашите деца, на нашите внуци, и се што сакаме е таа историја да биде заснована на македонската вистина, на вистинската вистина, да ја пишуваме на македонски, да ја изучуваме на македонски. Многу ли е тоа? Зарем тоа е толку неразумно да си ја пишувате и читате сопствената историја на сопствената држава на македонски и да ја читате на македонски? Многу ли е тоа што го барам? Токму од овие причини, нашиот став за референдумот ги збунува. Слободата не им е близок концепт. Почитувани, викаат дека немало план Б. Јас ќе кажам нешто за планот А, кој е поважен од планот Б. Планот А, прв и најважен, е овие луѓе кои во овој момент, за жал, ја водат нашата татковина, да си заминат од владата која имаа заграбено, зашто само така Македонија ќе и тргне и само така Македонија вистински ќе зачекори кон Европа и никако поинаку.
Почитувани сограѓани, пред нас е период во кој можеме да покажеме дека сме едно, дека не води една мисла, дека имаме еден пат и дека немаме друга алтернатива за да им ја предадеме нашата родина на идните генерации, единствена и достоинствена, а не омаловажена и понижена. Историјата не памети друг таков пример кога еден ист народ, по традиција, јазик и култура и вера, се разделува на разни спротиставени страни, една од друга потуги, ке рече даскалот Гоце Делчев. Затоа сакам да се обратам и до членовите на СДСМ. Точно е дека се разликуваме. Точно е дека се разликуваме во нашите светогледи. Имаме различни политички погледи, но заедничка ни е Македонија и поважно од било која партија. И знам дека ова денес не е СДСМ. Ова што и се случува на Македонија е Зоран Заев и тесна клика околу него, која се бори исклучиво за своите лични интереси и кариери. Не ги слушајте и одлучете по собствено убедување и придружете ни се, сочувајте го вашето достоинство за тоа кој ќе биде на пратеничките листи, или директор, или функционер. Сега не се работи, сега се работи за вашата татковина Македонија, таа која што ве одгледала, школувала, таа што ви дала можност да се изградите во здрави личности, да создавате семејства. Македонија е во прашање. Нема ВМРО, ДПМН и СДСМ. Придружете ни се, отворени се вратите. Заедничка е оваа битка. Оставете го Зоран Заев и кликата околу него. Ова се историски времења. И само оние кои не сакаат да разберат што сакам да кажам, се прават дека ВМРО не ги оправдува очекувањата и го напаѓаат, заборавајќи дека државата има еден проблем. Проблемот има име и презиме Зоран Заев. Тоа е проблемот. Почитувани мои сограѓани, ве повикувам да останеме принципиелни, честни и искрени. Само така никој ништо не ни може, никој ништо не ни смее. Само да останеме принципиелни, честни и искрени кон нашата љубов, кон татковината, нацијата и сето она што ни го оставиле нашите предци. Тогаш никој ништо не ви може, верувајте. Нема сила која што нешто може да ви направи. Бидете достоинствени, горди. Немојте да ја подведеме кичмата. Не го заслужуваме тоа, нити нашите предци. За крај, сосема на крај, ве повикувам сите да бидете горди и безкомпромисни во чувањето на нашата слобода. Зашто не сме ние ниту неконструктивен елемент, нити пак сме пазарџи како Зоран Заев. Ниту пак се занимаваме со лаги и манипулации. Сите вие кои во срцето ви е Македонија, сите сте луѓе на организацијата, а организацијата е народот. И ние и служиме гордо, честно и единствено на Македонија. На 30 септември слушајте го срцето и постапете како што ви вели разумот. Да е живо и здраво ВМРО ДПМН, да е жива и здрава коалицијата за подобра Македонија, да е жива и здрава Република Македонија. Ви благодарам на сите.